Дел од членовите на ловното здружение Ловец од Штип незадоволни од раководството и начинот на кој се носат одлуките. Реагираат бидејќи, како што велат, еден човек е и председател и ловочувар, а врши секретарски должности. Дополнително додаваа дека сам носи одлуки, прима и отпушта членови во здружението. Членовите се незадоволни бидејќи ние имавме претходно проект кој општина Штип ни подари практично околу 300.000 денари. Тие средства се неискористени, со нив имаме и договор склучено и средствата, ако не се оствари проектот, ќе треба да се враќаат. Тие средства се членарина од нашите членови, од нашите ловци, така да тоа е една од причината само зошто реагираме. Меѓутоа има и многу други неправилности, како на пример председателот кој сега управува со ловното здружение, фактички си го присвои ловното здружение, тој е и ловочувар, и е председател, и врши секретарски должности, а исто така сам прима и отпушта членови без некоја си причина. Значи, исфрла членови од ловното здружение, замислите едно ловно здружение на граѓани, некој ќе дојде и ќе те каже повеќе не си член, без причина. Значи, статутарно си има закон, во статутот пишува како и на кој начин член може да излезе од здружението. Незадоволните членови бараат председателот да си поднесе оставка и да има нови избори. На таков начин додаваат дека ќе се надминат сите неправилности во здружението и тоа ќе функционира согласно законите и во полза на сите членови. Па ние бараме тој да си поднесе оставка и да има нови избори. Значи, тој по закон не смее да биде прво председател, бидејќи е вработен во Министерството за внатрешни работи. Со законот за Министерството за внатрешни работи, јас веќе повеќе пати му кажував дека тој не може да биде председател на здружение, се коси со законот за внатрешни работи, бидејќи тука има судирани интереси. Тој си го користи ловното здружение за своји интереси. Си оди на лов кога сака, како сака и со кој сака, си вика своји гости. Значи тоа е се без одлуки на управниот одбор. Од ловното здружение Ловец од Штип велат дека одлуките во здружението се носат согласно статутот кој треба да се почитува.